Здрави и весели со Биби и Боби! Вечерата е готова. Жешко. Ајде, деца, пица. А, не. Прво да се измијат рацете. Мора? Да, мора. Рацете секогаш се мијат пред јадење, така, Биби? Така е! А и појадење, затоа што инаку се наоколу ќе биде измачкано со чоколаду, како на пример далечинскиот од телевизорот. Вчера некој Не бев јас. Мислам, не бев јас тој некој. Рацете треба да се мијат често. Пред јадење, по одење во тоалет, по доаѓање од надвор и по галење на животинки. Ајде сега ти, Боби. А што ако сега снема вода? Како ќе си ги измијам рацете, а? Или ќе можам така да си седнам да јадам, а? Види, тетка Ана, еве, чисти ми се рацете. Боби, не грижи се. Ако снема вода, го имаме ова. Гел за дезинфекција. Го користиме кога сме во движење и немаме можност да си ги измиеме рацете. Колку е убав овој чај. Ням. Тоа е чај за добра ноќ, а мама пие иста кофе за добро утро. Вкусни и здрави чаеви. Подобро од кој било друг пијалок, нели, освен вода. Да, се разбира. Тетка Ана, а може уште малку да гледаме телевизија со Биби пред да одиме на спиење? Ау, Боби. Веднаш да си ги измиеш рацете, вакво не те пуштам кај далечинското. Ајде веднаш да ги избришеме, па малку цртани филмови, а потоа секој дома на спиење. Ау, а јас треба и да се бањам, за да бидам чиста и убава утре на училиште. А и здрава, затоа што хигиената е Половина здравје! За да бидеме чисти и здрави, треба редовно да се бањаме, а и често да ја менуваме облеката што ја носиме. Така е, а јас сум секогаш чиста. Јеј! Бибуш, ајде сега да видам дали правилно ги миеш забите. Ајде покажи ми. Тото, јас знам се за тоа како треба да се мијат забите. Прво, треба да се мијат редовно. Да. Навечер, пред спиење, наутро и по јадење. И се мијат од 3 до 5 минути. Да, вака со кружни движења. Еве. А сега добар сон за добро здравје. Добра ноќ, другарчиња. Чао.